Драги гледачи, повод за денешниот разговор е одржувањето на 10-тото јубилејно издание на фестивалот за краток филм Winter Apricots, а во овој момент се наоѓаме во салата на киното Мистон во Прилеп, каде што ќе се и одржува овој фестивал. Со нас тука се двајцата организатори на фестивалот кои што беа упорни и еве успеа една декада да го одржат овој фестивал во Прилеп, а тоа е Елена Мелончели од Италија и Дарко Георгиевски од Прилеп. За тоа што ќе се случува од 10 до 13 декември тука во градот под Марковите кули, разговорот ќе го започнеме со Елена. Елена, пред се, што значи за тебе 10 години одржување на еден фестивал и тоа во еден мал град како Прилеп? Здраво. 10 години е доста долго време и не е лесно нешто било што да се држи толку многу. Например, ние кога го почневме фестивалот, немавме таков план, немавме јасна перспектива како и што можеше да биде Winter Apricots. И во овие 10 години многу пораставме и најдовме структура, најдовме некоја формула што сега за сега е многу ефективна и може да се држи, тоа е битно. Тешко е, се разбира, ама во исто време толку не знаевме и толку научивме дека мораше да се издржи, да дојдеме до каде сме сега. И тоа е многу битно, дека цело време ние нешто научивме и ова беше нашата релација со фестивалот, да се прави за градама и за нас професионално, персонално беше стварно голема работа. Кои беа најголемите предизвици со кои се соочивте во изминативе 10 години? Од логистика нормално имавме, од се разбира пари, инфраструктура и се, ама мислам дека најголем елемент беше големината и количината на работа што е во позади на фестивалот каков Winter Apricots. Ама мислам дека многу е битно во денешни времиња да се има нешто толку против ова што е по инстант логика. Нешто да се држи и ова многу е многу исто е во филмови што ние ги селектираме. Тој спирит, да не биде инстант, да биде... Толку е битно во нашите динамики од сите да се најде момент полека да нешто да се гледа, да се фокусира, да не биде филм што вака се е динамично, се е лесно, се е јасно, се е ентретејнмент, ама да се најде момент да се седи, да се гледа и да се анализира нешто заедно. Ова е спирит од Winter Apricots и мислам дека тоа беше нашата мисија на овие 10 години, да се згради место, простор, денови, време, сите полека нешто да се гледа, да се фокусира, да се здружиме заедно и 10 години, повеќе од 500 филмови, повеќе од 20 концерти и многу други активности, соработки национални, интернационални. Многу правевме реално. 500 филмови прикажани. А колку вие прегледавте за овие 10 години за да се селектираат тие 500 филмови? Не можам да ти одговарам, стварно. Буквално целиот свет имаше филмови. Да. Од сите жанрови. Од прилика околу 1000 филмови секоја година, по 10.
10.000 филмови. Тоа. Колку време одзема тоа да се прегледаат, да се селектираат? Најмалку 3 месеци секоја година со гледање, ама не е едноставно гледање. Ние ги гледаме филмови 1, 2, 3 пати, ако има потреба 4. И дебата имаме за филмови, не ги гледаме само, вака дури ги селектираме. Многу, како да ти кажам. И што заклучивте? Прилепската публика ја сака филмската уметност и дали секоја година се зголемува бројот на оние што конкурираат на Винтер Априкотс? Прилепската публика, јас мислам дека сака да оди во кино, дека сака кинематографија. Во овие 10 години нашата публика многу се зголемува, многу се подобруваше. Критична маса и критично мислење кон филмови. И тоа е најбитно од број, ама и број е многу битно. Во први издање реално имавме, салата не беше полна. Сега, кај сме денеска, следните, не знам, 5-6 дани, сала е полна, ама не е само тоа, луѓе бара пред фестивалот, праша информации кога ќе биде, дали ќе има фестивалот. Сега се бара карта повеќе. И тоа, дали ќе има фестивалот годинава, се чека. Винтер Априкотс, мислам дека тоа е многу битно. Благодарам за разговорот. Дарко, како што можевме да слушнеме 10 години, Елена кажа дека тоа е навистина значаен јубилеј. Ајде да слушнеме и од тебе со една реченица, како се чувствуваш после измината една декада? Најпрви здраво и да ве поздравам вас како медиум. Пред да започнам со одговор, исто така би сакал да ви се заблагодарам што исто колку што сме ние возрастни, толку и нашата соработка со вашиот медиум Инфо Компас, односно 10 години соработуваме и ви се заблагодарувам, ја користам оваа прилика. Инаку, јас лично се осеќам и изморено и пресрекно, но пред се пресрекно, бидејќи, еве како што Елена одговараше предходно, значи да се стигне во едни вакви околности, во еден ваков контекст како што е Прилеп, до јубилејно 10-то издание на интернационален фестивал на краток филм е успех, сметам јас, особено личен за нас, така да јас навистина сум горд со ова што го направивме досега и мислам дека за оваа година подготвивме една програма која што е достојна на едно јубилејно издание, односно едно крунисување на целиот оној труд што го вложивме во изминативе 10 години. Година во фестивалот е 4 дена, освен филмски проекции, тука имаме и промоција на книги, концерти. Точно така. Значи и официјално, значи оваа 10-та година фестивалот ќе трае 4 денови. Програмата, како што кажав, ќе биде доста квалитетна и доста богата. Фестивалот ќе започне во среда на 10 декември во една алтернативна просторија која сега се реактуализира во склоп на Домот за култура Марко Цепенков, односно тоа е сцена 105, каде што во среда ќе имаме за прв пат на нашиот фестивал изложба, отварање на изложба на фотографии на еден млад, локален наш фотограф, Јордан Звездовски. Една соработка која што започна пред 2-3 години со Јордан и еве ја крунисуваме токму неговата прва самостојна изложба да биде на отварање на нашиот фестивал. Во истата таа просторија, во сцена 105, после изложбата на Јордан, ќе следи првиот книжевен настан на овогодинешното издание, односно ќе имаме промоција на книга. Во прашање е книгата Годините од Ани Ерно, која што ќе ја промовираме во соработка со издавачката куќа Илика од Скопје. Четвртокот
е вториот фестивалски ден, односно 11 декември. И тука имаме еден настан кој што исто така ќе биде прослава на јубилејна соработка, 10 години соработка со фестивалот Stories We Dance од Дженова. Односно, тоа е фестивал посветен на танцови филмови, еден жанр кој што е во голем подем. И за среќа, нашиот фестивал е единствен фестивал во Македонија кој што прикажува такви филмови. Значи, во четврток програмата започнува со проекција на танцови филмови од фестивалот Stories We Dance. После тоа е она што го нарекуваме ние така официјално отварање на фестивалот, односно ќе имаме концерт на Мухамед Ибрахими. Тоа е еден гитарски виртуозо од Скопје, исто свири на мандолина. Особено ни е драго што успеавме да го донесеме во Прилеп за прв пат и се надевам дека ќе имаме одлично искуство на отворањето. Третиот фестивалски ден, петок, 12 декември, ќе започне со проекција на првите надпреварувачки програми, односно ќе имаме проекција на балкански филмови, а подоцна во продолжение на балканските филмови ќе следи и првата половина од интернационалната селекција. И саботата е последниот фестивалски ден на 13 декември, кој што е и воедно најисполнетиот ден. Програмата започнува порано, односно во оваа просторија овде, во Кино Мистон, ќе имаме во 12 часот промоција на книгата Калиграфи на филмското писмо од Владко Галевски. Тоа е вториот, да речам, јубилеј кој што го прославуваме со Владко, односно тоа е човек кој што 10 години е заедно со нас, од нашите почетоци. Тој е редовен посетител, соработник и така натаму, така да особено ни е драго што неговата последна книга ќе биде вклучена во ова 10-то издание. Тој настан ќе биде проследен со уште еден блиску сличен настан поврзан со промоцијата на неговата книга, односно ќе организираме заедно со Владко една трибина која што ќе биде насловена Сине литера, односно ќе истражува врската помеѓу филмот и литературата. Во продолжение, значи, на саботата на последниот фестивалски ден, ќе следи и македонската селекција, односно ќе направиме пресек на она што е најново и најквалитетно од продукцијата на кратки филмови во Македонија, пошто ќе следи вториот дел од интернационалната програма и после тоа жири членовите ќе ги прогласат победниците, со што затварањето на фестивалот ќе се случи, односно е резервирано за затварањето на фестивалот е резервирано за концерт на групата Искра од Скопје. Тоа е еден многу возбудлив, актуелен проект не само во Скопје, не само во Македонија, туку и на Балканот. И така некако би се финализирал овој јубилеј на Winter Apricots. Кога ќе имаме можност публиката да започне да и купува билетите и како? Билетите стартуваат од продажба, значи овие денови, тие се достапни во кафе галеријата Лувр, кој што исто така е наш долгогодишен соработник, во два термини, еден предпладневен и еден попладневен термин, од 12 до 13 часот и од 18 и 19 часот. Интересот е за среќа добар и голем. Се надевам дека ќе имаме голема посетеност, исто така карти ќе можат да се продаваат и во Кино Мистон пред проекциите. Дарко, ти благодарам за разговорот и еве за крај уште едно кратко прашање. Каде го гледате фестивалот во иднина? Во Прилеп, се разбира. Амбиција за... Ние сакаме, сега славиме 10 години, добро е да се гледаме во перспектива за уште 10. И идејата е фестивал да продолжи и да порасти уште повеќе. Од секогаш и за секогаш Winter Apricots ќе биде фестивал за комјунити, за народот Прилеп, ама
во ова нова декада сакаме и повеќе да ја потенцираме врската со индустријата. Например, да се има филм камп за студенти, да студенти што се на факултет за кинематографија, да се прави работилници, да има платформи за млади режисери, нетворкинг со продуцент, вакви сценарии сакаме да ги имплементираме во фестивалот и да зголемуваме рол од фестивалот, например, во регион. Не само во Македонија, ама и на Балкан погенерално, да ги потенцираме со работки, со други фестивали, со пријатели што ги направиме во годините и уште многу филмови. Тоа е најбитно, да се гледа филмови. Токму така, ви благодарам уште еднаш за разговорот, честитки уште еднаш за овој 10-годишен јубилеј. И еве, сите оние што сакате да бидете дел од фестивалот, да ги погледнете филмовите, кога ќе започне продажбата, може да си набавите карта и од 10 до 13 декември оваа година да ги проследите филмовите кои што ќе бидат дел од 10-годишното издание на Винтер Априкоц.